Ке се гради нов мост во Средорек, најави градоначалникот Максим Димитриевски на последната седница на Советот, одговарајќи на советничко прашање од доктор Срѓан Ѓорѓевиќ од Демократската партија на Србите во Македонија. Како што кажа Димитриевски, општината има порачано проектна документација преку UNDP која предвидува изградба на целосно нов мост на локацијата Средорек, но и уривање на објекти и времено пренасочување на сообраќајот кон мостот кај локацијата Чоче во населбата Перочичо. Ова општинска администрација на чело со мене има порачано проектна документација за изградба на нов мост на таа локација. Таа проектна документација ја порачавме преку UNDP, која што е изготвена некаде 80%, но за жал истата предвидува изградба на комплетно нов мост со други висински коти, предвиден за 100 годишни води на речното корито на река Липковка. Сериозен проект и ако дојде еден ден, а не верувам дека ќе дојде, сигурно во следните 4 години да се реализира таков проект, истиот ќе предвиди уривање на објекти од лева и десна страна и затворање на моменталната локација мост, каде што градот ќе биде одсечен на тој коридор и мора да биде времено додека се работи преусмерен на локацијата на мостот кај локација Чочи. Ке има кружно движење. Но ова е како битен проект, бидејќи факт е дека тоа е една од најтенките точки во градот. Видете, во историја на општина Куманово се изградени на територија на општина Куманово, зборувам онаа што значи урбан опфат, 3 моста. Вон плански опфат, сите, најголем дел од мостовите се изградени од страна на ЈНА свое време. Ние со ова ниво на финансиска децентрализација немаме дури средства ни да ги одржуваме, пошто бараат одржување. А камоли да градиме нови. Прв пат, после осамостојување во Куманово ќе се гради мост во село Довезенце на Крива река по осамостојување, прв пат. Изградба на мост е сериозен проект. Немавме среќа во претходниот мој мандат, а имавме многу политички лобисти во градот, да обезбедиме средства за реализација на ваков проект, бидејќи без да обезбедите пари од државата не можете да реализирате ваков проект. Продефилира овде и министри за внатрешни работи, и вице-премиери, и технички премиери, и парите за вакви проекти ги испрати во Крива Паланка. Мене не ми смета што е инвестирано во Крива Паланка, но сите пари кои што беа предвидени за Куманово ги дадоа на Крива Паланка и Крива Паланка реконструираше 2 и изгради нов мост, дури сега и лампиони има ставено, па чим поминувате, гледате тоа лампиончињата светат, супер. А Куманово е такво какво е, ама затоа имавме цели полициски пратњи на излез и на влез во град кога ни влегуваа министри. Сега, после подолг временски период, немаме полициски пратни кога ни влегуваат министри, ама дојдовме конечно до финанси изградба на еден мост и јас можноста за изградба на овој мост го гледам единствено тука. Овој проект да се заврши до крај, има сериозно недоразбирање со проектантот, кој што не сака да отстапи од своите заложби, овој мост да биде проектиран така како што треба, а не да го адаптира на реалните потреби, што се не потреби, туку на реалните состојби како што се сега, без да се зафатат уривање на објектите од лева и десна страна. И мислам дека тука ви одговорив со ова. Но се работи проектна документација незавршена во целост, многу сериозен инженерски тим. И не го плаќаме ние проектот, го плаќа UNDP.